Рускиот град Екатеринбург е додаден на листата на градови кои добија спомен плоча во чест на политички затвореници убиени за време на владеењето на советскиот диктатор Јосиф Сталин. Активисти вчера поставија спомен плоча на куќа во која во 1937 биле уапсени Андреј Збарковски, роден во Полска, и неговата жена. Двојката била испратена во еден од озогласените логори на Сталин, а потоа погубени под обвинение дека биле полски шпиони. Неколку месеци подоцна, таткото на жената, пензиониран генерал во предсоветската руска царска армија, бил уапсен во истата куќа, а потоа погубен. Екатеринбург е 21-виот град во проектот Последната адреса. Активисти го започна проектот за да ги одбележат жртвите за времето на Сталин. Тие со спомен плоча ја означуваат последната позната адреса на жртвите. Пакистанското правосудство втор пат оваа недела е мета на бомбашки напад во градот Квета на југозападот на земјата. Денеска беше детонирана бомба покрај патот, додека по него поминуваше конвој на судијата Захур Шахвани од Сојузниот шеријатски суд. Најмалку 13 полицајци беа повредени, од кои 4 се во критична состојба, но судијата не бил повреден. Пред неколку дена бомбаш самоубиец уби најмалку 73 луѓе, повеќето од нив адвокати, кои се собраа во болницата во Квета по смртта на нивен колега. Над 200 студенти со воз од Пешевар денеска тргнаа кон градот Квета за прослава на 70 годишнината од прогласувањето на независноста на Пакистан. Караванот на солидарноста е спонзориран од пакистанската армија и од Комисијата за високо образование. Студенти од целата земја со специјални возови тргнуваат кон Квета на југозападот на земјата за празникот на 14 август, со кој се одбележува прогласувањето на независност на Пакистан по окончувањето на британското владеење.